Граѓанската опција за Македонија е единствена партија во Република Македонија која што се залага за дескопјанизација на Македонија. Тоа значи оние силни милиони евра што се истураат на 1 квадратен километар во центарот на Скопје, малку да ги расфрламе низ цела Македонија, затоа што сметаме дека во цела Македонија има живот и затоа што сите граѓани во Република Македонија треба да имаат барем приближно исти инфраструктурни услови за живот, здравствени, образовни, културни, спортски, услови за водење на бизнис, за вработување и така натаму, и дека ова што го прави владата на Република Македонија на исфрлање на толку големи инвестиции само на едно место во центарот на Скопје прави огромна штета за градот Скопје, не води сметка воопшто за останатите делови на Република Македонија и ние сме длабоко убедени дека за 15 години како тргнала политикава, не само села, туку ќе имаме цели градови опустошени, особено во источниот дел на Македонија. Вие знаете во моментов колку жители брои Делчево, колку брои Каменица, колку брои Пехчево, колку брои Берово. На сите тие мали места во Македонија, колку брои Демир Хисар, и предстои опасност од опустошување. И затоа ваквата политика сметаме дека е погрешна и погубна и дека ние како политички раководители на оваа држава треба да водиме сметка за сите граѓани на Република Македонија. Гром е партија која што смета без енергетска стратегија, без изградба на енергетски објекти, нема развој. Кога јас бев министер, трошевме годишно околу 65 милиона евра за увоз на електрична енергија. Денеска трошиме преку 700 милиони евра. Како мислиме да се развиваме ако бидеме вака енергетски зависни? Тоа значи дека секој пораст на цената на енергијата на светскиот пазар директно ќе влие врз нашите производи и врз вашиот стандард, и вие ќе осиромашувате, но во исто време цената на нашите производи ќе поскапува и ќе ги губиме пазарите, ќе се затвараат работните места. Треба ли оваа држава и занетли? Се што создава оваа влада е создава да сите очекувањата да и бидат да својата перспектива да гледат во администрацијата. Ке се сложите со мене. Перспективата на граѓаните не може да биде администрацијата. Таа има ограничена моќ. До кај може да се шири администрацијата? Перспективите на граѓаните се во приватниот сектор. Тој има неограничена можност за ширење. Таму треба подршка на приватниот сектор, да ги дигнеме рацете од приватниот сектор, да престанеме со тие казни, со тортури, да престанеме со земање на квалитетни средства од стопанството за во буџетот, да престанеме со земање на квалитетни средства од банките, и со тоа банките веќе многу потешко даваат пари за стопанството, зашто со помали профити, ама посигурен пласман им е да ги дадат на државата, отколку на предпријатијата. Ке си даде фино овој месец Хари Костов 50 милиона евра на владата со понизок профит, меѓутоа нема администрирање, нема трошоци, нема опасност од ненаплата и така натаму, и со тоа, значи, они го подигаат прагот, даваат само на добри фирми, а овие што имаат малку проблеми фирми, тие нека умрат. Така не може да се води економија во една држава. Целата политика ни се светува на тоа колку ние ленти ќе пресечеме и што ние сме направиле, а тоа што државата ни се наоѓа во ќорсокак, тоа општо не е битно. Тоа што ни се затвори европските перспективи, тоа што се затварат перспективите на младите луѓе, тоа што ќе зовриеме како во котел внатре, затоа што евроатлантските интеграции се тие што морковот што не влече напред. Ако тој престане, да знаете дека во Македонија ќе настанат опасни етнички судири. И затоа оваа партија се појавува за да може и тие работи однапред да ги предвидиме и да ги стопираме и да дадеме свој придонес колку можеме. Ние не се појавуваме за да му посметаме на СДСМ да се вратил Демек на власт. Многу знае како да се врати на власт. Ниту пак на ВМРО ДПМН да го одржиме на власт. Народот веќе не е глупав. Во 21 век гледа дали му правите добро. Нема што ние да ве просветуваме. Ако за вас како граѓани овде на општина Чучер Сандево многу ви значат спомениците на плоштад, да си ги гласате. А ако ви треба овде за вашево место нешто повеќе, тогаш треба да размислите за кого треба да гласате. Ние сметаме дека треба да се оди на предвремени парламентарни избори. Зошто? Затоа што евроатлантските интеграции се во застој, затоа што нема никако политички диалог, сегде во свет власт и опозиција се договара за клучни прашања во државата. Ова е сега како со нож пресечено, вакви конфронтации и ваква омраза не било никаде.
Никогаш. Ај што е омразата во парламентот, во владата, во медиумите, омразата е меѓу граѓаните, тоа е нешто најстрашно што ни се случува. Сметам и дека треба да се оди на избори. Ако ВМРО ДПМН пак победи, треба да се затвориме устата и да дозволиме мирен постизборен период, нека терат, нека ја водат државата, да видиме дали ќе обезбедат перспективи. Ако народот не му даде доверба на ВМРО ДПМН, дојде до политичко прегрупирање во парламентот, тога значи дека лошо ја водел државата, но тој што ќе дојде на власт, треба него да му возможи мирен постизборен период за да може државата да функционира и да одиме да грабиме напред. Гледате што ни се случува. Ни се случува со грците, сега повторно излегува. Не е само името, туку се јава и јазикот, се јава идентитетот, се јава проблемот со Бугарија. Нашето мислење како партија е, со Бугарија подхитно треба да го се договориме да го подпишеме тој договор за добрососедство. Со Србија треба да го разрешиме проблемот со црквата. Со Косово мислам дека веќе немаме отворени прашања. Ниту пак со Албанија, освен признавањето нивно под уставно име. Мислам дека и тоа може да се договориме. Дури и со Грција треба да се потрудиме во сите други делови да имаме добра соработка и името да остане единствен и изолиран проблем со нашите соседи. Во Европа не те сакаат ако да им носиш проблеми. Европа ти вика ќе си грешиш проблемите дома, па ќе доеш кај мене. Јас сум длабоко убеден дека ќе направиме една партија со војничка терминологија се изразам од среден дострел, кое што ќе биде баланс на политичката сцена и кое што ќе знае да ги балансира односите на политичката сцена во Република Македонија, но во исто време да знае да го одвои небитното од битното, она што носи прогрес и она што носи регрес, да ги раздвои, за да може земјата да оди напред.